што ја излеваш твојата љубов во нашите срца. Слава ти, Господи Исусе Христе, те љубиме. Слава ти, Исусе. Слава ти, Исусе. Кој број тоа? 77. Слава ти, Исусе. Прости, љуби и остави се, ништо да не те отргне од мене.
викуваме Твоето име, да ги отвориш небесата, да излееш полна сила во нашите срца, се викуваме. Што деца да ги оставаме, да доаѓаме. Савели е таму? Да доаѓаме. Савели. Слава Ти, Господи Исусе Христе. Слава Ти, Исусе. Слава Ти, Исусе. Слава Ти, Исусе. Ајде, сега некој друг нека каже. 76. Слава Тебе. Отче наш. Слава Ти, Господи. Да. Вие што мислите, кој сум јас? Исус Христос е тако рече, Син на живиот Бог. Блажен си ти, тело и крв не ти открија, Духот на Отецот небесен, вечниот Татко наш. Слава Тебе, Господе, слава Тебе, Татко мој, слава Тебе, Исусе, за секогаш си во моето срце. Алелуја, Исусе, облечи ме во љубов вечна. Алелуја, Татко мој, се враќам пак во домот Твој. На тој камен, на таа вера, ќе ја изградам. Мојата црква изгради векови, не ќе ја достигнам. Не за сатаната, не за смртта, не за страданија, да за Исуса Христа, живиот Бог, Спасителот наш. Слава Тебе, Господе, слава Тебе, Татко мој, слава Тебе, Исусе, за секогаш си во моето срце. Алелуја, Исусе, облечи ме во љубов вечна. Алелуја, Татко мој, се враќам пак во домот Твој. Слава Ти, Господи Исусе Христе. Слава Ти, Исусе. Рана. Слава Ти, Господи Исусе Христе. Слава Ти, Господи Исусе Христе. 72. Доаѓам по Тебе. Слава Ти, Господи Исусе Христе. Алелуја. Али Ти стоиме така. Еве. Доаѓам по Тебе во таа 72. долина. Слава Ти, Господи Исусе На Христе. сме Синка. На Синка сме. Доаѓам по Тебе, да долина на сенка смртна, нема каде да одиш без мене. Јас сум љубов вечна.
чекам да клекнеш, сине, да се покаеш. Исусе, како да се вратиш од овој смртен свет, прости ми тако речи погреши. душа моја ја враќам од преграда твоја, Во љубов вечна со тебе, Боже мој. Се враќам кај тебе, во жива вода после Татко дај ми, Исусе, во вечна љубов преоде. Се враќам кај тебе, во Царство Божјо на небе, со срцево и душава, еден дух сум со тебе. Слава ти, Господи Исусе Христе, слава ти, Исусе. 67. Слава ти, Господи Исусе Христе. 67. Слава ти, Господи Исусе Христе. Слава ти, Господи Исусе Христе. Немој да Слава ти, плачеш. Господи Исусе Христе. Така, немој плачеш. Слава ти, Господи Исусе Плачеш, Христе. не. Слава ти, Господи Исусе 67 Христе. пред тебе, молам. Тај? Да. Слава ти, Исусе. 67. Тебе молам, Татко мој небесен, погреши прости пред Тебе и Негото. Ја како погрешив, Загубен бев и пак ме пронајде. Моја душа Тебе ти припаѓа, срцево моје сокровиште за Тебе. Милост Твоја се лекува, во љубов Твоја се преродува. Исуса јас верувам, не нема да се сомневам, за Христа Бога умирам, во Духот се преродувам, во Исуса јас верувам, душава му ја предавам, бегај од мене, Сатано, со Христа те изгонувам, во Исуса јас верувам, не нема да се сомневам, за Христа Бога умирам, во Духот се преродувам, во Исуса јас верувам, душава му ја предавам, бегај од мене, Сатано, со Христа те изгонувам. Слава ти, Исусе. 62. Слава ти, Господи Исусе Христе. Слава ти, Господи Исусе Христе. Ти благодариме и те љубиме. Која е там? Ти го давам срце. Ти го давам срцето. Слава ти, Господи Исусе Христе. Твојот син за нас, Ти го плати.
Умираме ли во љубовта Исусова? Живееме ли? Умираме ли? Исус нас не воскресна. Нема да умра, ќе живеја. Љубовта Твоја ќе ја прослава. Живееме ли? Умираме ли? Во љубовта Исусова. Живееме ли? Умираме ли? Исус нас не воскресна. Уште 65 мамле. Тебе ти велам да влеземе. Која рече? Благодарам. 65. Исусе те сакаме. Слава, да влезем во Иерусалим. Слава ти, Господи Исусе. И 5. Тебе ти велам. Ти велам. Стани и оди. Земи ја постелката и оди си. Верата Твоја те спасува. Верувам во Исус, мој Господ, Спасител. Кој ќе претрпи до крај, ќе биде спасен. Остави се земно и врви по мене. И јас сум Твојот Господ, доктор, Спасител. Стани и оди, Исус те исцели. Ме исцели во целиот свет. Ме возлюби, во љубов ме напои, роден сум. Во љубов Твоја, што никогаш не собира. Ме исцели во целиот свет. Ме возлюби, во љубов ме напои, роден сум. Во љубов Твоја, што никогаш не собира. Што сакаш да направам за Тебе? Да гледам, одам, слушам, љубам Исусе. Се е можно за оној кој верува. Нека ти биде верата. Ме исцели во целиот свет. Ме возлюби, во љубов ме напои, роден сум. Во љубов Твоја, што никогаш не собира. Ме исцели во целиот свет. Ме возлюби, во љубов ме напои, роден сум. Слава ти, мили Исусе. Во љубов Твоја, што никогаш не
Господе Исусе Христе. Слава Ти, Господе наш. Татко, ова е Твоето, слава Ти, Господе Исусе Христе. Ти благодариме, Те љубиме, Ти благодариме за Твојата жртва, за Твојот Син, Татко, за крвта што ја пролеа врз секој еден од нас. Ние ја прифаќаме жртвата, се враќаме кај Тебе, клекнуваме пред Твојот крст, да се оставиме самите себе, да го примиме духовниот идентитет, да ја примиме Твојата вечна љубов, да не облечеш во љубовта, да бидеме синови и керки Божји. Ние сме согласни, во името Исусово сме собрани и го повикуваме Твоето име, Господи Исусе Христе, и бараме од Таткото Небесен да излееш сила на вечната љубов во нашите срца, свет целив, да не исцелиш сите, да ни го отвориш умот, да го разбереме Твоето Слово, да ја разбереме Твојата волја, да го слушаме Твојот глас, гласот на пастирот. Пастирот ги знае своите овци и ние треба да го слушаме Твојот глас. И ние сме согласни и сите заедно велиме: бегај од нас, Сатано, во името на Господ Исус Христос, не враќај се повеќе. И сите заедно велиме: не за сатаната и смртта, да за Исус, во нашите срца и души, во нашите семејства, во имотот, во овој дом го објавуваме за Твој молитвен дом, да дојдеш и да владееш во секое срце, да дојдеш и во Македонија, да ни помогнеш и во Скопје, и во оваа населба и насекаде. И сите заедно велиме: се што е од Исус, нека остане кај секој еден од нас. Се што не е од Исус, веднаш да замине, мораш да заминеш. Секое зло, секоја болка, секоја слабост, секоја магија, секој демон, демонско влијание, проклетство, надвор од нас. Ние со крвта Исусова сме измиени, се враќаме, ги враќаме нашите души во Твоја собственост, Господе Исусе Христе. Согласни сме, веруваме, се е можно за оној кој верува, дека не исцелуваш, дека не раѓаш во љубовта, дека не облекуваш во полна сила, да газиме на змии и на скорпии, да бидеме светлина на овој свет, да бидеме Твоето живо слово, меч на духот, кој ќе сведочи за Тебе, да го кренеме знамето на вечната љубов од земјата до небесата. И денеска и довека, Господе Исусе Христе, ја прославуваме Твојата победа во нашите срца и души, во семејствата, во нашиот имот, во македонскава земја и во овој дом. Твојата победа, Господе Исусе Христе, над смртта и сатаната, над сето зло. Ние сме благо наклонети кон Тебе, на Тебе се надеваме, во Тебе веруваме, се враќаме во Твојата собственост, го слушаме Твојот глас и по Тебе врвиме. Те сакаме, Господи Исусе Христе, не го слушаме светот. Ке тргнеме од таа точка, овој текст е слезен пред неколку недели. Дали го слушаш светот, гледаш што прават другите, од тука поаѓа што зборуваат другите и ти правиш така. Ние не би требало тоа да правиме, ние треба да бидеме овцата која го слуша, го познава гласот на пастирот. Значи светот оди во кладилница, одиш ти, светот оди, не знам, на одредени прослави, одиш и ти. Тој светот влегува во вода, се слика и ти влегуваш, се сликаш. Вапцаш јајца, играш оро, може да го правиш тоа. Се поклонуваш на разни икони. Значи светот те тера да правиш некои работи и ти правиш како што прави светот, за да не отскокнуваш. Се разбира, треба да кажеш, затоа го имаме тој стих. Не за сатана. Нема да дојде сатаната со рогови, доаѓа некој близок, те влеш, ајде да одиме таму да се поклониме. Каде ќе се поклониш ти? Видите, ние имаме интересен момент. Бебе се носи во заедница, се представува, тие велат се крсти и му се сече косата. Видите, тоа е магиски обред, тоа е Далила која му ја сече косата на Самсон, му ја земаш силата, го представуваш пред сите тие што се насликани таму, пред врховното божество кое го слават, женско божество, која наводно го родила, и ти си врзан. Одиш на друг обред со круните, ти прави нешто, те врзува,
Ти одиш и се врзуваш, сите деца што се представени таму, се представени пред демоните. Не го зборува тоа само духот, и Богомилската книга вели, тие што ги избркаа кога видува дека црквата стана бизнис институција, дека зад иконите и фреските на верниците им се смеат демоните. Ти не мораш да го правиш тоа што го прават другите. Видете, ние треба да бидеме вистински христијани, слушаш разни луѓе, влегуваат и излегуваат во водата и се слика. Паш каква е таа разлика, например? Што се сликаш дека си влегол во водата, се фотографираат, или се крстеле во вода, па водата не може да крсти. Каква е разликата? Си се крстел во вода, си се потопил и крстена вода кој ти е велат дека имала магиска моќ, не се расипува. Нормално, проверено е, кога се молиш ти со верба, дека словото кое е во дух, ако е вдахнато, извршува влијание на материјалниот свет. Така е создаден светот. Таткото рече и би светлина и бидна светлина. Нели? Видете, тоа е збор во вера кој менува материјален свет, значи се капе во водата, се потопува, слушаш разни приказни, разни учења, го полниш умот со знаења и немаш место, не можеш да разбереш. Еден познат исто така на интернет сега почнаа многу да зборуваат за Исус, дека Исус се примал со умот. Па тоа е сатански ум, не можеш со умот да го примиш тоа. Тој вика, ако останете во моите слова. Како да останеме во словото? Да го читам словото, да ми остане мемориски? Не, словото е дух и живот. Словото да остане во тебе, значи духот на Исус да се насели во тебе. Тогаш ти ќе почнеш да разбираш, да го разбираш словото. Во срцето да разберат, вели тој, со срцето да разберат, срцето да му го дадеш, да ти го исчисти срцето, да немаш тврдо срце, тесни овие во срцата ваши, вели тој, да се насели во тебе. Слушаш разни учења, наполнет си со знаења и тешко е тогаш човек да дојде, да го прифати Исус. Ти размислуваш со својот ум, тој вели сатански ум, ѓаволски ум, материјален ум, значи секоја мисла треба да е покорна, да не мислиш, да го научиш тој процес, не зборувам јас, Христос зборува низ мене. Тоа е малку поспецифично, тешко го разбира, некој вели, да, јас сум во Исус. И гледаш прошле 5-6 години, ништо нема, пад на телото, остарен, веќе заминат, мртвите кои ги погребуваат своите мртовци, или ќе се фатиме за збор, слушаш разни учења, ваму таму се полниш со се и се што се разбира, ако духот не ти е жив, ако не мислиш постојано, вика да ме држите во мислите ваши, дали постојано го имаш Исус во умот, зашто ако Исус не ти е во умот, другиот дух влегува и ти мислиш на што? На децата, на Македонија, на работа, кредитот, што ќе направам? Ти немаш време, врзан си во тој материјален свет, слушаш се и се што, а се уште стоиш така во гревовна слабост, и тоа е поразот на христијанството. Тие не доаѓа до состојбата да се препуштиш, значи словото да остане во тебе, значи духот Исусов да дојде, да го изгони сето оној друг дух, ќе видиме, ќе дојдеме до тој што не ти дозволува. И сега ќе дојдеме, се влегува во вода и се капе, тоа е едното, оние на детето му ја сечат косата, чист магиски обред, Далила му ја сече косата, му ја зема силата, и тој е представен пред нивното божество, пред Богородица и сите тие што се насликани, значи како го викаше она целомудрено служење на ангелите, наместо на Исус да му се поклониш, ти немаш место од сите тие празници, празник, празненство, празно, се поклонуваш на секој и секој. Денеска е овој ден, денеска е другиот ден, денеска е третиот ден. Немаш ти време во умот за Исус. Другата категорија, значи, влегува во водата, се слика. Што се сликаш ако се капеш? Се сликал на море, мислиш дека нешто се случува. Јас не знам како не се разбира, тоа ставено е неколку пати, дека водата не те капе однадвор. Се разбира, чувството е добро кога се искапеш, нели, се освежуваш, па и во река да влезеш и во море се освежуваш. И ќе дојдеме сега, и апостолите ги крштеваа, како што вели тој, тука е проблем со зборот, ги капеа во вода, а немаа дух. Нели, ги капеа во вода, се разбегаа на крајот,
Духот го добија дури 50 дена откако Исус воскресна на 50-ница. И пак ќе дојдеме што е тоа 50-ница, зошто е важно. Звезда што кажа дека имавме служба и видите сега имаме промена, например, кај Софија. Луѓето учат со имитација, нели, го имитира тој што зборува, децата ги имитираат родителите, ако гледаат во родителите дека има љубов, и тие ќе имаат љубов. Ако има кавга, и тие ќе имаат кавга. Ако има лажна љубов, ќе има лажна љубов. Ако во заедницата има лажно учење, тие ќе бидат лажно учење. И мене ме викаше наш сотрудник, демек, тоа што сум зборувал, јас сите мене ме имитирале и неговата роднина го имитирала. Видете, нормално слегува тој текст, тие слова живи и ние така учиме имитативно да го зборуваме тоа што ни го зборува Духот, како што јас учам од Духот. Нормално е тоа. И сега тој истиот заминал, например, од заедницата, по 2 година, 2, истите фрази тој ги зборува што се слезени овде. Нормално, бидејќи тие се живи фрази, тие се слезени, значи капење во вода се слика, покајувањето е важно. Но покајувањето не е само сега и продолжуваш, тоа е ако земеш став, еднаш за секогаш се покајуваш и не грешиш повеќе, како што вели Исус, за да не те снајде уште нешто полошо. Да се капеш, да се покаеш, значи со сето срце, со сета душа, да увидиш внатре, не само со умот, во срцето, дека не си доволно добар ти. Немаш ти нешто, не ти недостасува. Тоа што ти недостасува од целата приказна замен од сатанскиот свет, од тој дух на заблуда, како што го викаат, е духот Исусов. Нормално во водата ти олеснува и затоа апостол Јован вели, крстител, тој што доаѓа по мене ќе крштева. Тука ќе ставиме 3 точки. Тој крштева во оган и дух свети, се разбира. Тоа е да се прекрстиш, значи, во духовен човек, да не остане стариот телесен човек. Ние, значи, зборот баптизо, пак се враќаме на ова, зашто тука е грешката, во италијанскиот и латинскиот значи да се потопиш, да се бапнеш во водата, да се вапсаш, да се намокриш. Кај нас прекрстување значи со десната рака, ова што го правевме ние, да се прекрстиш, но базично прекрстување, раскрсница, раскрстуваш со стариот начин. Тоа е крштение. Знаете, тоа е да се прекрстиш во дух, но само ако во тебе има отпор во умот, размислуваш, оставаш некој дел, не оставаш се. Стариот човек мораш да го оставиш на крстот, не можеш да примиш друг дух Исусов. Слушаш некого друг, тоа си самиот ти себе. Гледајте сега што се случува на Фейсбук, секој си се слика, секој дава изјави за политика, даваат репортажи, сите се главни глумци и делопоклонство околу себе, сите зборуваат за се. Тоа е, како да кажеме, во еден голем филм, како што Шекспир го каже, она, цел свет е театар, да. Земјата е еден театар каде што те гледа некој горе и ти мери мерка на степенот на нељубовта како да ја отплакеш на рати. Слушаш други учења, имаш свое мислење идолопоклонство, своји идеи, значи човечка мудрост, гледаш што прават другите и ти правиш така и словото не останува во тебе. Не може да остане, духот треба да остане, да се изгониш себе си, ти да му дозволиш тој да вози, ти си автомобилот, тој влегува и вози, ти одиш каде што те води и чекаш водство во духот. Не го слушаш Мојсеј, ти некој што ти го пратил, ќе дојдем и до евнухот денеска, посредникот кој ти го пратил и ќе се разбегаш, прашање на моменте кога ќе се разбегаш, кога ќе го оставиш Исус, кога ќе го удрам пастирот, овците ќе се разбега. И пак ќе дојдеме зошто апостолите се разбега. Па тие одеа со него, видоа дека 2-3 најмалку воскресна, меѓу кои и Лазар, и бидејќи го воскресна Лазар, решија фарисеите и садукеите да го убијат. Фарисеите и садукеите, иако се израелци, не се верници, тие се друг дух. Тука е целиот проблем и поголем број од заедниците се во тој друг дух. Зошто се разбегаа, им треба 50 дена
да прима дух. 50 дена не се дадени туку така. Например, си дошол 2 пати овде, те најдовме во пораз, скршен, изгубен, женски, машки род, се едно, се оправаш малку, 2-3 пати дојдеш и си заминуваш. Немаш 50 дена. 50 дена беа собрани на едно место. На едно место мораш да издржиш, да истрпиш. Ако ние сега секоја средба ја правиме овде, Софија ќе прими дух во потполност. Ќе се случи феноменална промена. Пазете, континуитет е важен и се враќаш на стариот начин, тоа што си го знаел претходно, си правиш ти така. Например, сега јас да се вратам, базично ја завршив, например, за актер, нели ќе речат глумец, дам професор, сум и доктор на науки, и сега се подам во театар да глумам нешто, па морам да глумам, тоа ми е работа. Не можам јас да играм веќе секакви зборови, кога знам дека за секој лош збор ќе одговарате на судниот ден. Јас сум одговорен на тие деца да им кажам, ќе изгинете бре луѓе, им го кажувам тоа, од време на време се зашуваат и се враќаат, славата ги враќа таму, сакаат да им ракоплеска, да се поклонат, тие да бидат главни. Тоа е сатанската природа, да се искачиш највисоко. Значи, 50 дена треба да издржиш, да доаѓаш на едно место. Ова е тоа место. Што е тоа место? Па слегува духот, си одел во некоја црква мртва, ајде да наречеме фарисејски дух, Мамонова црква, таму си одел со години, овде 3 пати дојде и ја дувна. Тоа што те тера да избегаш е тој дух, духот на овој свет. Убаво е да одиш во црква, да си цитираш тие стихови во умот, да се мавате со камења, а духот, словото не останува. Духот треба да ти дојде, ќе се промениш, ти го велам тоа, ќе почнеш да се однесуваш сосема поинаку. Значи, гледаат Исус го воскреснал Лазар, пак не верува, не разбира, се колеба. Кога го воскреснал Лазар на 4-тиот ден, тргнаа по него, а кога го фатија Исус се разбегаа. Петар му велеше, ако треба и ќе умрам, ама ја дувна, бидејќи немаше дух. Штом ти бегаш, не можеш 50 пати да дојдеш. Дојди 50 пати, јас ви гарантирам дека ќе има промена. Им сум ми викал, доаѓај, не можам да дојдам заради. Дојди, духот ми вели, ако доаѓа ќе се исцели, не можам заради ова. Ајде ние ќе те земеме, не можам заради ова. Па толку е. Другиот му викаш, дојди, малку се опрај, не можам, сакам да дојдам. Штом ти бегаш, 50 дена беа тие што одеа со Исус, ти сакаш за еден ден да те исцели некој и да се вратиш во калта и плуеницата, нема такво христијанство. Отидоа да ловат риби, ти се те учи друга црква, ти си посебен, си влегол во вода, јадеш леп и вино, се сликаш, цитираш и кажуваш што да прават другите, а ти внатре во себе немаш доволно љубов, немаш дух, не останува словото, да се промениш, да го забележат тоа сите. По извесен период ќе забележат и ти остануваш, пази, јадеш благодарствена вечера леб и вино. Што има во тој леб и вино? Кој знае што се прави по црквите што им даваат? Тоа се магиски обреди. Ако ти се поклонуваш и мислиш дека таа вечера ќе ти направи нешто, тој зборуваш за материјален леб. Исус зборува за духовен леб. Храна што ние не ја знаеме, тоа е словото кога слегува. Ако ти не доаѓаш 50 дена, нема да примиш дух. Затоа тие немаат дух. Дојде 2 пати се враќа, ти му велиш, дојди ќе изгинеш. Не можам јас сам, знам, јас сум во Исус. И сите се тие во пораз, ќе ги видите, ќе ги најдете таму и така. Натаму зборуваш ангелски јазици, пророкуваш и исцелуваш. Имавме случај, Верче знае, доаѓа он пророкува, тука му реков, немој да пророкуваш овде, а тој е самиот во пораз е демонизиран. Гледате како те лаже тој другиот дух, ќе дојдеме како го нарекува. Ми вели, јас исцелувам, јас пророкувам, јас ова, никој не знае за него, гледаш дека е во пораз, бесилен, и никој нема да ти верува. Нема да ти верува, треба да имаш дела, по делата ќе ги познаете. Делата се проповеди,
песни, служби на поголема територија, сеќаваш дека слегува духот, ги слушаат песните, првен ги привлекуваат разни, да речеме, од православни, неверници, едни, други, трети, и во песните има, сакаат да ги слушаат, а учењево не го слушаат. Некои од овие што се подучени, наполнети со знаења, па и викам, истиот дух е тој. Ти не дозволуваш да остане Словото и сега има два духа, два пата, две учења, дух Исусов и духот на овој свет. Тесен пат Исусов и широкиот пат на светот, учење во дух и вистина и човечко мудрување, служење на ангели било какви. Ако вие слушате, гледате, верувате, се дружите со телесни луѓе од светот, нема место да има во вас човечки ум и мудрост, не можете да дојдете до Исус. Врската со Исус не е телесна, духовна е, и тој е проблем како да ја направиш. Тоа е судир на два духа. И тие вика духот на театарот, духот на Македонија, духот на ова, тоа е се сатански духови. Две суштествувања, тоа се две вери. Може тие да велат дека се христијани. Садукеите и фарисеите нели беа израелци, зошто го распнаа Исус? Овие исто го распнуваат. Стоиш во истата кал, во истата блуеница, не се движиш во духот, се движиш како свињата во калта на раскрсницата, крстилницата меѓу стариот ти и новиот во живот во Исус. Затоа е дадена, се враќаме на патеката на евнухот, во дела 8 таму, значи тој исчекори 7 чекори кои се важни да ги разбереме, 7 чекори, а ти треба да ги направиш исто. Премин првиот, премина од Египет во Израел. Значи ти треба да преминеш од стариот тихо во нов тихо, да дојдеш на духовната граница. Значи тој имал желба, се движел физички, но го движела желбата на срцето. Тој оди да се поклони тогаш на ковчегот на заветот. Ти треба да дојдеш каде што слегува живо слово, тука треба да се поклониш. Колку пати? 50 дена, што ми ги пишал, тие се толку. Еднаш Весна ме прашуваше за бројки, еве денеска ми отвара. 50 дена е период, пазете, скоро 2 месеци да доаѓаш, да издржиш, да ти се случи промена, зародиш. Вториот момент е поклон, тој се поклони, тогаш имаше ковчег на заветот, завеса, не знам дали бил изграден тогаш храмот, не сум сигурен. Значи, и секој што ќе влезел блиску во другиот дел на завесата, ако е нечист умирал, затоа ги врзувале свештениците со јаже за ногата, ако умре да го вратат, влегувал на извесен период да исчисти, да закади. Пазете го сега, тој таму се поклонил, тој знае дека таму има дух, иако не е израелец, значи се поклонил и потоа јавно признава, јавно зборува. За тоа ние јавно зборуваме за Исус, почнуваш да викаш и бараш одговор. Четвртиот чекор, признаваш дека не го разбираш ова слово во Библијата. Ти ако мислиш, ум ја читал Библијата, го разбирам со човечки ум, сигурно си на погрешен пат. Затоа има толку мртви цркви. Тоа знам, мислам на црква без дух, не е водена од духот, водена е од човечки мудрувања. Признава дека не разбираш сам, мораш да признаеш, доаѓаат луѓе со знаење, не се откажува, наполнет со ставови од светот, со цитати, со проповеди. Не можеш така да го примиш словото и секој ќе ми рече стиховите се тука, бидејќи јас не го проучувам читајки, духот однатре зборува. Словото е дух и живот. Значи признава и духот го носи, ангел го носи Филип. И сега тој момент, значи некој Филип ви зборува, ти мора да го слушаш. Филип му објаснуваше за Исус, тој го прифати тоа е тој период кој треба да биде, ајде да речеме 50 дена, ме разбира, дали е 15 минути, процес да го прифатиш, го прифати и дојде до констатацијата што ме спречува посредник, значи Филип пратен од Исус, прифаќаш од Филип е учен од Духот, што ме спречува да се крстам.
Тоа значи да се оставиш стариот и да исчекориш. Египјанецот помина долем пат од Египет до Израел, тогаш нема авиони, пешки или одеше со камила, како го носел или доаѓал. Пазете го, и тој е евнух, пак ќе речеме, значи нема телесни страсти, и тоа е исто еден момент, ти го објаснува духовно да разбереш, и тогаш тој му вели, ако срцето ти е право, срцето ти е право, дали ти е право срцето, не решава Филип, не решава ни Исус, вика таткото решава кој ќе седне од десната и лева. Значи таткото зборува низ Исус, низ Филип зборува Исус, и Филип не решава, тој вели право ми е сакам, Филип заминува, Исус доаѓа да крштева со дух и со оган, бидејќи нему му е срцето право, тој прима дух. И они го сваќаат здраво за готово, мислат дека така сите кои ќе влезат во вода, ама имаме случај, тие во Самарија влегоа, но не беа крстени од духот. Потоа апостолите ги прати духот да положат раце, освен на Симон кој правеше магии, на другите веројатно слезе. Еве го истиот момент, Јован го потопува Исус за да го прекине тој процес на Јованово крштение, зашто му вели ти треба мене да ме крштеваш, тој му вели прави што треба да направиш, го потопува и доаѓа духот. Духот доаѓа само над Исус, духот беше над него, е првата позиција, а да те исполни сосем е полната зрелост на Исус, тоа е тоа што треба ние да го научиме. Значи покајно крштение и крштение со оган и дух Исусов. Патот на евнухот е тоа што треба секој од нас да го направи. Некој не исчекорува од Египет во Израел, седи во Израел, а сака да зборува за Исус, не може. Некој не се поклонува кај што треба, таму кај што слегува словото, не може. Некој не зборува јавно, било кој ти фали, не може. Некој не признава дека не знае, знае тој, не може. Некој не го исправа срцето, тука е проблемот. Значи има 7 стапки, 7 свекници во Откровение се кажани, 7 очи на духот, седмократниот дух во Откровение, на крајот ќе ви кажам кои се стиховите, кој те гледа дали можеш да го примиш ти тоа, да го издржиш, а ти се занимаваш со духот на овој свет. Имаме бегство на неговите ученици апостоли, ако тие избегаа, блажени се оние кои не видоа, поверува, го гледаа Исус. Што ќе кажеме за другите? Значи, и сега они исцелува, прави, се прави, но никој не знае за тебе. Зошто чекаа 50 дена, се враќаме на тоа. Треба да издржиш, да доаѓаш. Луѓе во потреба 2 пати дојде, 3 пати. Пази, забораваш како си дошол во пораз, на работ, на смртта, се оправаш на 2-3 средби и си заминуваш. Не знам дали ќе има друго време на милост. Некои луѓе им се јавувам, им чукам на вратата, не ми крева. Биле овде, заминале. Тие мислат тихо ги бара. Не, јас не ве барам. Духот ви чука, додека има време на милост. Кој ќе отвори, ќе вечерам со него. Бегаш, ако бегаш од овој дух, од друг дух си, одиме понатаму. Нема дух, а вели дека крштева, потопува, полага раце. Тие полагаат раце во крив дух. Ми полагале мене раце. И дразни сосеби. Сега имавме ни еден интересен човек, кој не е во христијанство, се занимаваше со разни работи. Се ми исплива тоа на манта и рекол, рече он, на тихо не можам да положам раце. Значи тој полагаше раце и денеска исто се фали, не надмина на тоа. Значи пазете, таткото знае кои луѓе се негови, имаме друг полага раце и секој што исцелува и себе си се фали, не завршува добро, го нема тука Господ Исус Христос. Значи телесни обреди, капење, јадење лепи вино не те прават христијанин, само духовна поврзување, внатрешно капење, поврзување во духот, дух свети. За да добиеш дух е дадена патеката на евнухот. Штом ти не си ги направил овие 7 стапки на евнухот, 7 очи, седмократниот дух, 7 свекници дадени во Откровение, немаш дух, имаш друг дух. И тоа е тоа. Значи, потоа кога ќе го прифатиш сето тоа во срцето, примаш дух и сега викаме,
Кој е тој евнух? Евнух, па ти си евнухот. Секој од нас е евнухот кој треба да исчекори од тој материјален свет да дојдеш до Исус, да го исправиш срцето. Тогаш ќе примиш дух, ќе знаеш дека духот те води, нема да постапуваш од себе си. Значи, одиме понатаму и еве што добиваш, после има 7 рога на изобилие кои ги добиваш кога ќе примиш дух. Сме ги читали ови еднашка, пак ќе ги повториме. Власт, богатство, мудрост, моќ, чест, слава и благослов. Тоа е тоа што го има Христов слуга. Ајде уште еднашка, значи пазете што вели тој. Моќ, негова моќ. Чест имаш. Значи стоиш во неговата чистина, не се однесуваш како бедник, имаш слава негова, се прославува во тебе, имаш благослов да работиш се што треба, пази, имаш власт, богатство, мудрост имаш негова, сето тоа е и моќ, чест и благослов. Тоа се духовни вредности, не се телесни, духовни мерки, нели? Ако постојано слуша Софија, таа ќе прими дух, ќе видите. Тоа е жива вода, Дух Свети во тебе и ти тогаш стануваш светлина на светот и ти си тој евнух синко што треба да исчекориш, да ти испрати некој Филип. Се враќаме на почетното, ова потоа слезе, ова текст е од порано, да го дополни, гледаш што прават другите и ти правиш така. Не. Се сообразуваш, се порамнуваш со светот. Светот е сатански, минлив, паднат, материјален, грешен, лажен, валкан, расипан. Пазете, еве ги стиховите. Знаеме дека ние сме од Бога, ние сме дознале, некој дури само со умот, не со срцето, и дека целиот свет, нема исклучок, лежи во зло. Сите околу нас, целиот свет е зло. Пазите го овој стих. Знаеме дека Синот Божји дојде, некој само во умот, ни дава светлина и разум, за да го познаеме вистинскиот Бог. Духот да ни покаже и ние поверувавме во вистинскиот Бог, неговиот Син Исус Христос. Тој е вистинскиот Бог. Исус Христос е Бог. Они ќе речат, зошто викате татко и живот вечен? Чеда, пазете се од идолите, амин. 1 Јован 5:19-21. Целиот свет лежи во зло. Не прави што прави светот. Можеш да вапцаш јајца, да играш оро. Тоа се народни обреди. Вапцање јајца е критско-микенска култура, 1500 години пред Исус да се појави. Но ако веруваш дека тоа е христијанство, ти правиш идолопоклонство. Можам да го правам тоа како некоја народна култура, како што игра моро. Љубовта, пазете го овој стих, во нас да се усовршува, значи овој дух што не води, за да имаме смелост, кај ми оној стих го прерипав, изгледа, на судниот ден. Значи, љубовта во нас да се усовршува, за да имаме смелост на судниот ден. Кој е тој суден ден? Па брат ми, татко ми, мајка ми, освен оној суден кој ќе одам горе, која ме влече да постапувам како светот. Не ќе му речам, марш од мене, не слушам. Тој ми вика за многу години празникот. Исус да ви намножи, Христос воскрес да ви намножи, баба. Честит празник, каков празник? На факултет денес. Исус Христос воскрес да ви намножи ова, падна крвта, тапа. Пакон, честити слави. Какви слави бе, какви празници? Празноглавци. Се што е родено од Бога, го победува светот. Ето тоа е тоа. Евнухот треба да ги исчекориш, да се родиш во духот, да се промениш. 1 Јован 5:4. Тие се од светот, значи паднати се, светот го слушаат, световно зборуваат, светот ги слуша нив. Ние сме од Бог, таткото. Ние не треба да го слушаме светот. Кој го сака, кој го познава, таткото нас не слуша. Ти ако не слушаш овде и се заминуваш назад, сакаш да се исцелиш, јасно е, кој не е од Бога, нас не слуша. Еве го тој стих, овој го барав, мисле каде. По тоа го познаваме. Значи не слушаш, не го примаш ова. Одиш во грешни човече, сатански цркви без дух, не ги разликуваш,
Овде ќе дојдеш 2 минути ќе ја дувнеш тоа што е внатре во тебе. Значи по тоа го познаваме духот на вистината, број 1. Друг, уште еден има духот на заблудата. 1 Јован 4, 5, 6. Тоа е духот кај фарисеите, садукеите, сите телесни земни цркви си дале они своји имиња на црквата. Па тоа е сатанизам. Црквата е Исусова, може да биде само Исусова црква, а тие имаат ваква црква, таква, ваква, паква, според некои делови од стиховите. Значи, духот на вистината и духот на заблудата. Во духот на заблудата они зборат за Исус, иако тој вели, важно е се преповеда, некој од себељубие, некој погрешно, некој од омраза, некој од завист, важно се проповеда, битно е да се зборува, но мало стадо останува. Не чудете се, браќа мои, ако светот ве мрази, ако не постапувате како светот. Зошто јас да постапувам како светот? 1 Јован 3:13. Не љубете го светот. Ова се пораки важни. Се што е во него, ако некој го љуби светот, го следи светот, го имитира светот, во него нема љубов од Отецот. Се што е во светот, и дава едни 3 категории кои се познати: похотта на телото, она што телесните нагони, желбата на очите што гледаш и гордоста на животот. За каква гордост, за каков живот? Сега сретнав еден роднина, го знае и Цвезде, 1 година е помлад од мене, со колата додека одев на работа, го видов во духот изморен, стар, умрен човек се движи, умрен е веќе. Имаме ние една роднина во Вишни, интересна тетка, која викаше се плашам од смртта, па се помоливме и после почина. Таа викаше умрена су, пола сум таму, пола сум ваму. Она беше веќе на границата да заминува и го гледаше духовниот свет. Вика, ја умрена, а тие на свадба одат. Ние бевме на свадба. И после тоа кога се помоливме, веројатно преста се плашам да умрам, ми велеше, ги гледам умрените. Видете, умрен човекот, зошто? Среќа, фала ти Господи Исусе Христе, вторник, четврток и недела, па и понеделник, секој ден имаме ние слава армакедонска, го славиме второто Христово пришествие. Во светот, замислете, да правам што прават тие, да гледам телевизија, да се нервирам што крадат, што се поклониле на сатаната, што потпишуваат сатански договори, дека, како што викаше тој председател на кого си ти, мораме на големите сили да им се поклониме. Марш бре сатано, само на Исус му се поклонуваме. Големите сили да му се поклониме на сатаната, на светскиот економски форум, беше таму и не кажа, Исус е лажна вест, донесе одлука, олтар ќе си направиме ние, на тој ќе му се поклонат сите и ние ќе кажеме кој ќе живее, кој ќе умре. Тоа е донесено кога беше председател тој претходниот од планината. И видите што вели ваму. Светот е минлив, смртен, нетраен. Похотите негови, оној што ја извршува волјата на таткото. Ете, тука е целиот проблем. Тој останува довека. Ете, тука е тој проблем. Дали јас го прифаќам тоа или си живеам постаро? 1 Јован 2:15-17. Значи, тој што ја извршува волјата на таткото останува довека, светот камен на камен не ќе остане, останува во вечната љубов на таткото небесен кој е видлив во Исуса Христа. И сега пак одиме на некои обреди кои се сатански, венчавка со кругови таму, пред кого ти се поклонуваш, а потоа пеат за Богородица, бебето му сечат коса, телесен леб и вино, положуваат раце во друг дух, дрндорат непознати јазици, сум видел и православни кои дрндорат, болни се паѓаат, не може да го реши проблемот. Со сатански ум го толкува Словото. Ова е од Дела 8:26-38, Откровение 5:6-11. Значи, прави што прави светот. Христов војник не прави што прави светот. Тој вели не. Чека во духот да возврати, да постапува, да биде светлина на светот, да биде вистински жив камен во неговата жива, единствена, една црква, еден пастир Исусова. Нема други цркви со други имиња. И тука е тој духот на вистината,
на љубовта вечна и духот на заблудата. Ти благодариме, Господе Исусе Христе, што ги излеа овие слова. Ако ти си дошол само 2 пати овде или 3 пати и си заминуваш, не издржуваш 50 дена како апостолите, собрани на едно место, каде е тоа пред нозете Исусови, каде се излева силата во духот негов и тој зборува, тој крштева, тој исцелува, тој не учи. Ке кренеш раце и не слегува сила, гледаш дека нема, не се исполнети чекорите на евнухот. Ние зборуваме за неговата вечна црква, водена од Духот Свети, како што му рече на Петар, и портите, вратите на пеколот не можат да ја довтасаат. Слава ти, Господи Исусе Христе, ти благодариме и те љубиме, ќе испееме на песна, а потоа ќе се молиме. Слава ти, Господи Исусе Христе. Амин.